Нешто пред 8 часот со Ване ја најавивме темата која што ќе ја отвориме со неколкуте соговорници кои ги имаме по 8 во Македонија наутро. Количката Симона Илиевска направи одличен вовед за темата. Секоја генерација има своји карактеристики и своји погледи на светот. Еве пошто се разликуваат. Дали знаете во која генерација припаѓате? Секоја возрастна група има своји уникатни карактеристики, вредности и погледи кон светот, кои се обликувани од историските настани и општествените промени во времето во кое живееле. Од бејби бумери до генерацијата алфа. Секоја генерација остава свој белег врз општеството, преку навиките, со различен начин на воспитување и почитување. Бејби бумери од 1946 до 1964 година. Припадниците на оваа генерација се родени по Втората светска војна, во време на економски просперитет и значителен раст на наталитетот. Тие се познати по својата посветеност кон работата, традиционалните семејни вредности и вербата во стабилноста на институциите. Генерација X од 1965 до 1980 година. Оваа генерација порасна во време на значајни социјални и економски промени, како и по падот на комунизмот. Тие се нарекуваат и изгубена генерација, бидејќи израснале во период на растечка стапка на разводи и економска нестабилност. Познати се по својата независност, но и по начинот на кој почитуваат авторитет. Се сметаат за првата дигитална генерација со воведување на компјутерите во секојдневниот живот. Милениумци од 1981 до 1996 година. Познати и како генерација Y. Тие пораснаа со појавата на интернетот и брзиот развој на дигиталните технологии. Оваа генерација ја цени флексибилноста, разновидноста и личниот развој. Тие се амбициозни и свесни за општествените проблеми. Познати се по својата отвореност и иновативност, со фокус кон нови искуства. Генерација Z од 1997 до 2012 година. Родени и израснати во ерата на паметните телефони и социјалните медиуми. Тие се првата целосно дигитализирана генерација. Познати се по својата дигитална писменост, брзото прилагодување на нови технологии и силната желба за автентичност и самостојност. Ова е генерација која смета дека високото образование не е клуч за голем кариерен успех и за финансиска независност. Алфа генерација од 2013 година до денес. Оваа генерација се уште е во својот ран развој и расте во време на постојана дигитална трансформација. Предвидувањата се дека ќе бидат најобразованата, технолошки најспособната и глобално најповрзаната генерација досега. Се очекува нивниот фокус да биде насочен кон менталното здравје. Нивното искуство ќе биде обликувано од уметнички и образовни иницијативи во виртуелната реалност. Секоја генерација има своји предизвици, но и можности кои генерацијата пред нив ги немала. Генерацискиот јас се однесува на разликите во вредностите, ставовите и однесувањата, што може да создаде и предрасуди. Па постарите генерации ги сметаат помладите за недисциплинирани, додека помладите воопшто не се согласуваат со размислувањата на возрастните. Па според ова, кој е вашиот генерациски идентитет? Секоја возрастна група во светот се разликува со своји карактеристики, но и погледи кон светот и многу често луѓето од различни генерации за кои што слушнавте предмалку во прилогот на колешката Симона Илиевска знаат да изразат несогласување и не може да најдат заеднички јазик околу некои интереси и мислења. Генерацискиот јас е проблем, па токму тоа не поттикна утрово да разговараме на оваа тема. Анализите покажуваат дека генерацискиот конфликт најчесто настанува поради грешки во перцепцијата, нереални очекувања и погрешни предпоставки. Дали разликите во генерациите не се ништо повеќе од стереотипи и колку ефективната комуникација е критична и пресудна во однос на справувањето со генерацискиот конфликт? Сите овие прашања ги поставуваме до соговорничката која што во моментов ја имаме на Skype во Македонија наутро. Велиме добро утро за професор Софија Арнаудова од Филозофскиот факултет. Добро утро, професор Арнаудова, и благодарам за позитивниот одговор за гостување во утринската програма, иако во моментов сте исправени пред здравствен предизвик, па се надеваме се ќе мине добро. Да. Благодарам многу и за повекот за гостување, така што секако без оглед новите технологии и разликите во генерациите ни овозможуваат да веројатно во исто време бидеме на неколку места, да ги користиме исто така на дигиталните алатки.
Токму така. Имаме интересна тема која што ја отвараме со вас. За генерациите и генерацијските разлики многу се дискутира, меѓутоа многу малку се зборува за тоа што можеме да направиме за да го намалиме јазот во однос на комуникацијата. Главната разлика помеѓу генерациите е дека генерално тие негуваат различни вредности, во различно време се родени, во различно време живееле, а секое време има своји предизвици и токму вредностите кога зборуваме за нив се клучните во однос на тоа што ни е важно во животот. Токму така, значи, нели, различните генерации ги носат своите вредности на некако како основни елементи на својата личност во својот животен пат, меѓутоа да речеме, ако замислиме дека секоја генерација едно како дрво што расте во почва, јас тогаш би рекла дека оние кои што се беби бумери се оние кои што се старите дабови дрвја, кои што се некако длабоко вкоренети со идејата за стабилност, за долгогодишна работа, посветеност и тоа е нивната основа за успехот. Практично тоа е она генерација, како што нели кажавте во прилогот, која што ги постави темелите на економскиот развој по војната, кога практично стабилноста во кариерата беше онаа која што беше клучна. Меѓутоа сега ако ги земеме од друга страна, онаа генерација на Millennials и генерација Z, тоа се оние млади кои што, или ако нели пак ги споредиме со дрвјата, се оние растенија кои што брзо растат, кои што го бараат сонцето, меѓутоа и знаат каде да го најдат. За нив некако е мојот впечаток е дека нели работата не е само она што каде заработуваат, колку заработуваат, туку и во кој простор заработуваат, односно кој е нивни просторот за нивен личен раст и развој, простор за предизвик, простор за едно надополнување, простор за постојано исполнување. Нивните вредности би кажала е дека се разликуваат во тоа што растеле во една ера на економска несигурност, на една дигитална трансформација што ги направи да бидат многу пофлексибилни, многу повеќе ориентирани кон балансот помеѓу работата и помеѓу животот. Ако направиме на илустрација помеѓу постарите генерации и помладите, можеме да ви речеме дека нели повозрастните се оние кои што го гледаат успехот како резултат на еден долгогодишен труд, како резултат на едно постојано работно место, додека од друга страна милениумците се оние кои што сметаат дека нели ќе имаат успех на работното место, ако може да преминат на повисока позиција за кратко време, ако стартуваат со стартапи, нови бизниси и некако сметам дека овие разлики кога ги гледаме помеѓу различните нели групи може да создадат тензија, меѓутоа и можност за едно балансирање и една убава комплементарност во секојдневниот работен процес. Разликите меѓу генерациите се огромни во смисла на флексибилност, прифаќање на промени, превземање на ризици и така натаму, но професорка, до вас прашањето би било дали е можно да го споиме неспоивото и да направиме еден функционален систем кога зборуваме за овие различни погледи на светот од генерациите, посебно сега во ова време кога од година во година навистина се менуваат нештата кога станува зборете и за дигитализација и за новото време. Да, кога зборуваме некако за флексибилност, мене секогаш синоним за флексибилност и особено помеѓу различни генерации, различни типови на луѓе е мостот. Односно мостот кој што генерациите треба лесно да го преминат и имаме такви кои што лесно го преминуваат, брзо го поминуваат, додека имаме други кои што се особено внимателни кога се трудат да го поминат тој мост, па така беби бумерите се оние кои што, како што кажавме, нели израснале во едно време на јасно дефинирани, посебно дефинирани патеки и многу често ќе знаат да покажат отпор да го поминат тој мост од едната на другата страна, односно отпор кон брзите промени. Меѓутоа нивното искуство нешто кажува дека нели стабилноста, долгорочната стратегија не е клучна за успехот. Од друга страна, милениумци и генерација Z се оние кои што ако го гледаме тој мост како акробати на жица ќе се движат, се подготвени да ризикуваат, сакаат да направат брзи вртења, да се адаптираат на новите услови и тоа е тоа затоа што нели живеат во свет кој што многу брзо се менува. Секој ден имаме ние нови работни места кои што се отвараат, нови предизвици на работното место и за нив една
неопходно да бидат флексибилни, бидејќи денеска пазарот на труд постојано бара нови вештини, бара постојано ново адаптирање и приспособливост. Така што еве, ако ја земеме на работна средина, постарите генерации се оние кога зборуваме нели за флексибилност, се оние кои што сакаат да имаат формална хиерархија, да се знае јасно на кого треба да се делегира и кој е оној кон кој што они треба да делегираат, каде што имаме точно дефинирани улоги, додека помладите генерации се оние кои што сакаат активни тимови, кај што секој ќе може да донесе со своите идеи, па затоа би рекла дека флексибилноста кај помладите генерации, оној мотор на иновации, меѓутоа искуството на повозрасните генерации е она кое што е движечкиот или навигацијскиот систем кој што знае да ги води на сите тие предизвици на работното место. И некој знае да каже дека разликата помеѓу генерациите е ништо повеќе од стереотип, односно модел кој што се формира врз основа на заеднички интереси, што е сосема нормално се разбира. Се сложувате со ова стајалиште или? Интересно е дека многу често нели ние генерациите знаеме да ги како и многу работи во животот да ги гледаме не една стереотипна рамка, односно како едно би рекла огледало што не ни ја дава целосната слика. Па знаеме да кажеме нели стереотип дека повозрасните се оние кои што се технолошки неписмени, младите се оние кои што се мрзеливи, меѓутоа токму овие стереотипи се оние кои што не ни овозможуваат да ги гледаме вистинските таленти и потенцијали на секоја генерација. Меѓутоа реалноста е многу поинаква. Да секојдневно можеме да се соочиме со повозрасни луѓе кои што се толку ентузијастични, кои што знаат да ја прифатат технологијата, кои што учат нови софтвери, нови дигитални алатки, кои што сакаат да интегрираат во своето работење. Од друга страна имаме многу млади лица кои што покажуваат длабоко разбирање за традиционалните вредности за работата, за посветеноста и оние кои што не ги менуваат своите работни места на секој неколку години, како што ние имаме тренд дека тоа го прават нели младите лица. Па така би рекла дека стереотипите треба да ги разбираме како поедноставни модели на однесување, меѓутоа некако конечна вистина. Односно дека треба да се трудиме да ги гледаме лицата како поединци, како и дека секоја генерација онаа која што носи своји искуства, меѓутоа и своји уникатни способности и амбиции. Колку ефективната комуникација е критична и пресудна во однос на справувањето со генерацијските конфликти? Интересно како што зборувавме за флексибилноста, дека ја замислувам како еден мост, некако и ефективната комуникација исто така за мене представува еден мост, би рекла, помеѓу две планини, односно мост кој што без овој мост разликите помеѓу генерациите ќе останат како едни непремостливи празнини, па би рекла дека таа ефективна комуникација е всушност оној мост кој што ни овозможува од една страна да ги разбираме, меѓутоа и да ги почитуваме тугите перспективи без разлика дали сме родени во 50-тите, 80-тите или 2000-тата година. Односно, повозрасните генерации се оние кои што најчесто барат формални структури во комуникација, додека помладите се оние кои што нели сакаат брзата комуникација, сакаат дигитални платформи и секако овие стилови на комуникација некаде се судираат и ако се разберат и прифатат соодветно, тогаш нели можат да не бидат сосема добра рамка, би рекла, и основа за продуктивен диалог и соработка. Односно, добрата комуникација што значи? Значи отвореност да можеме да ги слушнеме тугите гледишта, меѓутоа да ги прифатиме различните пристапи. Например, пример за успех е кога големите корпорации и компании организираат програми за менторство меѓу генерациите, каде што повозрасните се оние кои што можат да го споделат искуството, а младите се оние кои што на нив можам да им ги пренесат технолошките вештини. Да направиме нели некако да ги искористиме во базенот на кадри и едните и другите. Тука сакам да ве потпрашам. Како да се разберат, како да најдат меѓу генерациите заеднички јазик, бидејќи вечната борба е кој е во право, младите или возрастните. Едните се сметаат за здодевни, другите се сметаат за нечувствителни, кои што избрзуваат секогаш со одлуките. Така, многу често некако, ако го поврзаме со некаков, хајде да речам, ривалство млади против повозрастни од една страна, и ако си го поставиме прашањето нели кои се во право, јас би рекла дека некако тоа може да го замислиме како една партија шах. Практично секој играч си има своја стратегија. Младите имаат една стратегија, повозрастните имаат друга стратегија, меѓутоа заедничката цел им е да се победи противникот. Меѓутоа,
Младите и повозрастните гледаат на животот низ различни леки. Ако успееме да ја видиме целата слика, ќе сватиме дека и едните и другите имаат свое гледишта. Повозрастните генерации се некои што веруваат во стабилност, во трпение, додека младите се некои што се движат со една брзина, се фокусираат на моменталните резултати. Ќе бидат задоволни, ќе им се задоволи потребата на важност, а ако си ги исполнат резултатите сега и веднаш. Практично за младите промените се еден неизбежен дел од успехот, додека повозрастните ги гледаат како ризик. Јас би рекла дека и двете страни се во право, меѓутоа контекстот е различен. Например, кога младите во компаниите предлагаат нови иновативни решенија, те може да го променат начинот на кој што компанијата работи. Меѓутоа повозрастните на овие идеи многу често може да гледаат со скептицизам, плашејќи се дека токму овие промени може да ги нарушат стабилноста. Тука би рекла дека клучот е во создавање на една култура на почит и разбирање помеѓу двете генерации. И завршуваме со последното прашање до професорката Арнаудова. Повеќе генерации на работна средина е исто така сериозен предизвик. Како да не го перцепираме ова како непремослива разлика, туку како на предизвик за ускладување на генерациите и за согледување кои предности од секоја генерација можат да придонесат за унапредување на тимската работа. Има ли успешен метод кој дава резултати? Се додека не гледаме на предизвиците како пречки, туку додека гледаме на нив како дел од едно богатство и човечко искуство, јас би рекла дека можеме да бидеме во предност. Односно, ако замислиме дека градиме еден мозаик, една уникатна слика во која што нели ќе ги вклучиме сите, тогаш би рекла дека тоа е патот до успех. Ќе направам една паралела со филозофскиот факултет, кога вие сте чести гости кај нас и јас благодарам за тоа, меѓутоа и кога ќе влезете кај нас во големиот амфитеатар ќе видиме 12 институти. Кога сите тие 12 институти функционираат како еден мозаик, тогаш велиме дека имаме успешна работна средина. Така и во работниот свет, кога ги поддржуваме диалогот и соработката помеѓу генерациите и кога тимовите работат заедно, а повозрастните се некои што можат да учат од помладите како да се носат со тие предизвици на стабилност, а младите пак да се водат да ги воведуваат повозрастните во нови иновативни начини на размислување, би рекла дека ни е клучот за успехот на работното место, односно доколку работната средина представува едно игралиште, каде што различните генерации ќе ги покажат своите способности, тогаш можеме да се радуваме со еден начин на подобрување на целокупниот тимски дух и целокупната продуктивност. Па би рекла дека разликите треба да ги гледаме не како препреки, туку еден катализатор за раст и успех. Благодарам многу, професорке, за гостувањето во Македонија наутро. Оваа реченица се чини е клучна и е совршен вовед во продолжението со следната гостинка која имаме веќе во студиото 3 на Македонската телевизија. Благодарам за одговорите на сите прашања кои ни беа неопходни.